Изградбата и уредувањето на новото булеварско решение на улицата Стево Теодосиевски влегува во завршна фаза. По поплочувањето на тротоарските површини од двете страни на коловозите, во тек се активности за доопремување на потребната комунална и сообраќајна инфраструктура. Во тие рамки предвидено е меѓу двете коловозни ленти на идниот булевар да се постави разделно зеленило, како продолжение на постојното на булеварот Тодосија Паунов. Општина Кочани, како инвеститор на проектот, веќе објави јавен повик за избор на изведувач на градежните работи. Планирано е да се инвестираат околу 1,5 милион денари. Според техничката спецификација во тендерската постапка, треба да се постават армирано-бетонски елементи, односно жардинери во должина од 460 метри на просторот меѓу двете сообраќајни ленти. Дополнително се предвидува да бидат поставени и неопходните рабници, а на просторот за премин на пешаците да се уреди површина со бехатон плочки. Заради соодветно собирање и одведување на атмосферската вода, зад подпорниот зид кај спортската сала, ќе се постави и метална сливна решетка во должина од 40 метри. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми и изведувачи за реализација на активностите трае до 11 август. Избраната најповолна понуда ќе определи и крајната цена што ќе треба општината да ја плати за реализација на активностите. Со фирмата што ќе биде избрана на тендерската постапка ќе биде подпишан договор, според кој изведувачот ќе преземе обврска поставувањето на разделното зеленило да го комплетира во рок од 5 месеци. Нерешената атмосферска канализација на мала земјана пешачка патека им создава големи проблеми на жителите на улицата Кресненско во Стание во населбата Усова Чешма. Со секој пообилен дожд, земјата од патеката се свлекува на ново изградениот асфалтен коловоз и ја затнува решетката за атмосферска вода на оваа сообраќајница. Поради тоа се создава мини езерце, што се преполнува, а водата истекува во дворовите и куќите на долниот дел од улицата. По сушењето на езерцето остануваат наноси и купишта земја и песок, што жителите се принудени сами да ги чистат. Пред околу една година оваа улица беше целосно комплетирана со рабници и нов асфалтен слој, а се реши и кракот што ја поврзува со улицата Македонска. Од општина Кочани најавиле дека во план е да се постави и цевка за атмосферската вода, а истата да се поврзе со постојниот одвод. Цела година подоцна работите не се мрднати од мртва точка. Со последните обилни врнежи, земјата од пешачката патека целосно е однесена, а таа е претворена во длабок канал. И атмосферската вода, кога дојде, со се земја и нанос од камења и шлунак, дојде се на асфалтот на улицата. И доваѓа на решетките, се препунува и, бидејќи решетките се запишат, прелива во дворовите на комшиите, прелива у собите, у гаражите и прави голема штета на луѓето. Ние за тоа бараме да атмосферската вода од горната улица се спроведе во атмосферската вода што е поставена на Кресненско Стание. Од таму целата кал, целото такво се слива кај мен пред куќата. Има сливник направено, али земјата не може да собере. А водата што не може да спречиме, не може да спречиме. Али кал да не газиме, да не... Кога заврне дежураме. Аз се подае облак, ние сме на готовност. Дежураме со лопати, со колички и така. Па, тоа е, ја мислам, најмала инвестиција што може да постои. 30 метра црево и... Па даде и 2 решетки, тоа е. Поради нерешената атмосферска канализација на кракот од улицата Македонска, по неодамнешното невреме се преполниле гаражите и приземните простории на околните куќи. Со оглед што станува збор за мала инвестиција и градежен зафат што може брзо да се реши, жителите на двете соседни улици очекуваат службите во локалната самоуправа брзо да реагираат. На тој начин ќе спречат поголеми материјални штети, што подоцна повторно ќе треба да се покриваат од општинскиот буџет. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави повикот од мерката 3 од ИПАР програмата, со кој 5 милиони евра им стојат на располагање на винската, месната, млечната, мелничката и целокупната преработувачка земјоделска индустрија.
Повикот се однесува за финансиска подршка за инвестиции во основни средства за преработка, како и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Од финансиската подршка за овој јавен повик што изнесува вкупно 5 милиони евра, 75% од средствата се обезбедени преку ИПАРД програмата, а остатокот се од државниот буџет. Заедно со инвестицијските средства од страна на корисниците, вкупниот фонд за оваа мерка изнесува 10 милиони евра. Финансиските средства по поединечно барање ќе се доделуваат како неповратна подршка, односно грант, во износ до 50% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестиции. Крајниот рок за поднесување на барањата од страна на земјоделците е до 6 септември. Заради временската рамка за реализација на активностите од ИПАРД програмата 2014-2020, крајниот рок за реализација на инвестициите со овој јавен повик е до 31 мај идната година. Според Законот за основање на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, исплатата на финансиската подршка ќе се врши по донесеното решение за исплата од страна на агенцијата во рок од 6 месеци од денот на поднесување на барањето за подршка. Годишниот план за активности на извидничкиот одред Ластовица од Кочани се реализира според предвидената динамика. Младите членови на одредот ги исполнуваат обврските околу откривањето на вештините во извидништвото. Тие успешно го завршија и учеството на летниот извиднички камп, што деновиве финишираше во извидничкиот центар во Охрид. Станува збор за една од главните активности на сите извиднички одреди во државата, а на кампот учествуваа околу 200 извидници од Скопје, Куманово, Штип, Прилеп, Кавадарци и од другите градови во државата. Имаше представници на извидници и од Франција и Белгија. Кочанската извидничка екипа броеше 26 члена, од кои 22 извидници, еден водич и тројца старешини. Кампот во Охрид беше тематски осмислен како патување на сите континенти. Секој ден извидниците имаа активности карактеристични за некој од континентите. Во рамки на кампот, на просторот на Античкиот театар во Охрид, извидниците дадоа и свечен извиднички завет. Претходно тие ја примија и плакетата за најдобри од областа на младинскиот активизам, што им ја додели регионалниот актив на новинари Исток во рамки на манифестацијата Најдоброто од Истокот. Од меѓународните активности, извидничкиот одред Ластовица имаше учество во проектот Со песна против корона, што го организираше извидничкиот одред Свети Сава од Белград, а извидниците од Кочани беа единствени представници од нашата држава. Исто така, неодамна тие беа организатори на проектот Пешачењето е здравје во соработка со општина Кочани, при што активно учествуваа при посетата на планинарката или на Арсова. Во наредниот период, извидничкиот одред Ластовица планира дводневен камп на Осоговските планини, како и реализација на неколку еколошки активности. Екипите на Соколарци, Чифлик, Академија Чешиново, Облешево и Карбинци ќе се борат за освојување на победничкиот пехар новогодишниот фудбалски турнир во рамки на јубилејните 50 Илинденски спортски игри во Чешиново. Тие изборија настап во полуфиналните средби, откако претходно во последните два четвртфинални надпревара ги совладаа своите противници. Во првиот четвртфинален надпревар Соколарци со висок резултат од 10:1 ја совлада младата и неискусна екипа на Слога од Виница. На вториот четвртфинален надпревар пак Осогово и Академија Чешиново Облешево играа нерешено, пошто победникот мораше да биде решен со удари од белата точка. Во првото полувреме Академија Чешиново Облешево поведе со 2:1, но во второто полувреме играчите на тренерот Тенев успеа да го изедначат резултатот на 2:2. При тоа создадоа и неколку зрели шанси за гол за да направат пресврат, но сепак не успееја. Посигурни во изведбата на пеналите беа фудбалерите на Академија Чешиново Облешево, пошто обезбедија и настап во полуфиналето. Последните два надпревара што ќе ги определат финалистите кои ќе се борат за првото место на турнирот во Чешиново, ќе се играат престојниот викенд.
За в сабота во 17 часот и 30 минути е закажан надпреварот меѓу Соколарци и Чифлик, а в недела во истиот термин ќе се сретнат Академија Чешиново Облешево и Карбинци.